Почетокот не беше забрането, мислам на мене повеќе дека тоа порано во селата само жените го работеле, мажите не ткаеле, мажите ги работеле разбоите, мислам ги изработувале разбоите, го делкале дрвото бидејќи целиот е направено дрво. Меѓутоа жените само биле тие кои што ги изработувале деловите од народните носи. Мојата баба која има ткаено на разбој, која што има носено носија. Таа знаеше како се ткае на разбој, кои се деловите на разбојот и таа беше главниот иницијатор да ја пренесе традицијата за ткање на разбојот, бидејќи воопшто не е едноставна техниката и треба време за да се научи како се ткае на разбој. Заедно започнавме со Дамјан, имавме околу 15 години, каде што неговата баба првично тој сакаше да научи да ткае, каде што таа одбиваше, меѓутоа упорноста ја натера да ни покаже, каде што тој првично почна. Јас гледајќи го ми се роди љубовта, каде што јас почнав со него заедно, каде што ткаев по 2-3 сати, по 2-3 часа на ден. Во Македонија нема многу луѓе што ткаат на разбој, односно јас познавам уште неколку умина. И сите се машки, нема женска што знае да ткае, освен Сара. Мислам Сара со мене заедно беше од почетоците, учевме заедно да ткаеме, баба објаснуваше на мене и на нези, таа слушаше. Едноставно бевме премногу блиски, бидејќи ние сме од прво деление заедно, соседи сме и решивме дека тоа што сме го научиле да си отвориме сопствен бизнис и да го пренесеме, да може пошироката јавност да го види, не само преку медиумите, туку и да влезат во Дуќан, да се заинтересираат, да видат разбој, бидејќи некои не виделе разбој повеќе од 50-60 години, откако се изоставил да се работи во секој домаќинство. Луѓето се воодушевуваат, им е чудно дека се уште некој ткае на разбој, посебно па дека тоа е млад човек, особено тоа е веќе застарен занает, па и да го нема. Во држава веќе немаме простор каде што може јавноста да види разбој, да види како се ткае на разбој. Беше оставено од таткото на мојата баба, он го направил кога била девојка, така да исто е он отприлика негде како 60-70 години стар. Платното се снове неколку часа, 3 до 4 часа се снове. Тоа се снове надвор, во земја, се коват колчиња и се снове таму со волната, после тоа се внесува во разбој, се навиткува на задно кросно, се уведува во нитите и во брдото и се врзува напред. Тоа е еден скоро цел ден, бидејќи има тука отприлика околу 260-70 жици, односно кончиња, кои што треба да поминат низ нитите, толку и нити исто има, толку има и запци во самото брдо и секој мора да помине точно, не смеат да се прекрстуваат, не смеат да се прескокне дел од брдото и за да дојде платното онака како што треба да изгледа. Првата носија што ја гледаме сега во моментов е носија од етничкиот предел Порече и е носија која што се носела меѓу двете светски војни. Втората носија е од Долни Полог, односно Тетовско, и е носена исто така меѓу двете светски војни. После тоа имаме носијата од Дурачка река, односно од Кривопаланечко. Таа е носија само од 4 села, која што ја носеле жените во периодот од 1940-50 и се уште до ден денес има жена која што ја носи оваа народна носија.
мојата баба знаеше многу народни песни, пееше народни песни на слави, на собиранки и едноставно не може ако си растен во такво семејство со жива традиција да не се превземе таа традиција, да не се продолжи таа традиција. А после со завршување на самото средно образование одлучив дека треба да студирам на факултетот за етнологија и антропологија, на природно-математичкиот факултет. Кога се сака, се можем. Ја имав и факултет, и спортував, бив спортист сум, и наоѓа време за ткањето, каде што ткањето толку опушта, мислите, значи, се исклучуваш од светот, не мислиш на ништо. Можам да кажам дека ми смируваше, можеш да поминеш по 2-3 часа, каде што ќе се смириш, ќе си дојдеш свој на своето. Тоа е едноставно неописливо чувство, тој што нема пробано не може да знае. Младите да видат како некогаш нивните мајки, баби, прабаби ткаеле во селата, како ги спремале сопствените носи и не само носиите. Се ткаеле амболиите, се ткаеле прекривките, се ткаеле килимите. Се било извадено од разбој.